Почитувани гледачи, добро дојдовте ново издание на информативната емисија ТВ Објектив на КТВ. Овој ТВ Објектив го посветуваме на работењето на јавното предпријатие Градски превоз Кавадарци. Во наредните минути во разговор со директорот ќе дознаеме како работи ова предпријатие, кои новини се очекуваат во наредниот период и што покажуваат статистичките податоци за работењето на ова јавно предпријатие. Бидете со нас. Директоре, благодарам што прифативте да бидете од овој ТВ Објектив во кој што ќе говориме за работењето на Градски превоз Кавадарци. Благодарности до вас што ќе бидеме гостин, јас како директор на предпријатието и самото учество како јавно предпријатие во вашата емисија. 2025 што покажуваат податоците за работењето на ова јавно предпријатие? Задоволни ли сте од бројките кои што ги имате сумирано? Така. Значи во 2025 година ние очекувано имаме зголемување на бројот на патници врз основа на сите показатели, односно сите линии за кои вршиме градски, приградски превоз и слободен превоз на патници. Отприлика статистички имаме околу 20% зголемување на бројот на извозени патници вкупно во 2025 година. Сега може накратко да се задржиме малку да ви прочитам споредба со 2024 година, кај што ќе ги обелодениме, односно ќе ги покажеме разликите и бројот на зголемени патници во претходната година. Значи врз основа на статистичките податоци, вкупна продажба на карти, односно извозени патници имаме во градските линии. Разлика од 4665 патници, односно во 2025 година се извозиле 85206 патници, а претходната 24 година 80541. Во делот со приградските линии, во 2025 година се извозиле 35928 патници, претходната 24 година 20746 патници и разлика од 15000 патници, што е големо зголемување. Тука значи треба да се земе во обзир дека во 2024 година не беше пуштена линијата со меѓуградската линија со општина Неготино. Значи тука имаме некаде од 6 до 7000 патници во 2025 година кои не може да ги мериме со статистика со претходната година. Друго би се задржале додека сме кај просекот, значи вкупно за градски и приградски линии минатата година имаме извозено 121.134 патници. Споредбено со претходната година тоа се 19.847 патници повеќе, односно во просек по месец излегува дека возиме 10.000 патници и во ден околу од 350 до 400 патници, у зависност од за кој ден станува збор. Бидејќи кога не знам кај нас во општина Кавадарци влие и тоа дали е пазарен ден, дали не е пазарен ден, дали е празник, дали е викенд, значи врз основа на сите показатели ова се целокупните бројки за претходната година. Значи кога е пазарен ден во градот и кога работат сите институции, бројот на патници е секако поголем за разлика од викендите кога луѓето претежно и одмараат. Да, тука може да спомниме бидејќи претходно, односно 2024 и 2025 година, беше на некој начин рестриктирано бесплатното возење на пензионерите, односно беше 4 дена во неделата, вторник, четврток, сабота и недела. Од 2026 година, значи, како што знаете и како што известивме, вклучувајќи го тука одобрението од Советот и од градоначалникот на општина Кавадарци, пензионерите ќе се возат секој ден во неделата од понеделник до недела. За тоа мислам дека тие ударни термини, ударни денови кај што му беше до сега бесплатно возење на пензионерите, малку ќе се избалансира. И тука имаме, апелираме за сите пензионери, иако се возат 7 дена во неделата бесплатно,
Претежно во градските линии, кога имаме поголем број на патници, односно кога е превозот на ученици во утринските часови и луѓето што одат на работа, да ги избегнуваат тие термини, односно да се возат после 8 часот секој работен ден до крајот, додека имаме линија која што сообраќа. Тоа е се со цел да се намали метежот и гужвата во самиот автобус. И тоа само во градските линии, во приградските линии, значи тука немаме ограничување, може комплетно да се возат кога имат потреба од тоа. Колку картички на пензионери веќе се издадени, колку пензионери го користат овој бенефит што го нуди општина Кавадарци? Вкупен број на извозени, мислам на регистрирани пензионери, односно на издадени картички, мислам дека беше околу 3.500 до сега има. Ние подготвивме анкета на прашање за тоа колку се задоволни пензионерите од оваа одлука на Советот на општина Кавадарци и градоначалникот. Тука да ја погледнеме анкетата какво е мислењето на граѓаните. Колку често го користите јавниот превоз за Кавадарци? По потреба. По потреба? Да. Што мислите за одлуката на општината да се воведе бесплатен превоз за пензионерите? Супер е. Супер е. Фала му на градоначалникот е добро се. А дали тоа значи дека сега почесто ќе го користите јавниот превоз или? Почесто да го користиме, ќе го користиме почесто. Месец 2 пати. Тоа по потреба или? По потреба. А дали знаете за одлуката на општина Кавадарци да се воведе бесплатен превоз за пензионерите? Знаеме да. И добро е тоа? Имаме карта. Па добро е. Дали бесплатниот превоз ќе ве поттикне и почесто да го користите јавниот превоз? Ами некои почесто го користат. Колку често го користите јавниот превоз за Кавадарци? 2 пати 3 месец. По потреба или? По потреба побирам. Што мислите за одлуката на општината да се воведе бесплатен превоз за пензионерите? Одлуката е добра. Дали тоа ќе ги поттикне поготово пензионерите да го користат почесто јавниот превоз? Некои го почитуваат тоа. Некои водат со такси. Колку често го користите јавниот превоз? Редовно. Многу редовно. Често. Јас сум меѓу најредовните патници. Секогаш патувам со градскиот автобус. Што мислите за одлуката на општината да се воведе бесплатен превоз? Да му се честите на градоначалникот. За сето ова што го прави, тоа е нигде го нема, ни во еден друг град го нема. Дали тоа значи дека уште почесто сега ќе се користи јавниот превоз? Апсолутно, еве доказ се денешниот, еве гужва. Еве доказ. Значи се редовно се користи. Луѓето сватија дека тоа е корисно и практично и убаво. За тие пари вреди, ама сега и без пари. Неколку пати се отијал, скоро сум у пензија и скоро ми е замена картата. Сега ќе почнам поредовно. Што мислите за одлуката на општината да се воведе бесплатен превоз за пензионерите? Ја поздравувам одлуката, мислам дека добро ќе им дојде на пензионерите. И мислите дека сега почесто ќе го користат јавниот превоз? Да. Се надевам дека почесто сега. Па да, не сум го користела до сега трет пат ми е во. Што мислите за одлуката за воведување на бесплатен превоз за пензионерите? Супер. И дали тоа значи дека сега и почесто ќе го користите јавниот превоз? Да. Ја денеска сум прв пат, али си извадив, мислам, поднесов барање за картичка. И што мислите за одлуката да се воведе? Браво за градоначалникот. Ке го користите од сега понатаму јавниот превоз? Поднесов барање, си вадам веќе картичка, на ки среда ми рекоа че биде готова. И колку често ќе користите картичка? Користам Вацша Кавадарци, така. Многу слабо. Зошто? Немам картичка, не сум пензионерка. Што мислите за одлуката еве за пензионерите да се воведе бесплатен превоз? Да, таа е убава работа, може да се воведе. Погледнавме што кажаа пензионерите кои што ја користат оваа бесплатна услуга на градски превоз и општина Кавадарци. Меѓутоа, директори, вие работевте на анкета за потребите на претпријатието. Што покажуваат од резултатите од спроведената анкета за тоа какво е задоволството, што бараат граѓаните за наредниот период во поглед на линиите? Така, значи ние направивме едно наше интерно собствено истражување,
кај што пуштивме јавна анкета на социјалните мрежи. Дефиниравме околу 20 прашања каде што сакавме да извлечеме одговори, податоци и информации пред се од лицата кои користат јавен превоз и кои не користат јавен превоз, зошто не користат, и со цел да направиме информации, да ги добиеме сите тие потребни статистички показатели, да видиме во кој смер движиме и да видиме таму кај што треба да се коригираме, таму кај што треба да менуваме некои работи или да додадеме нови работи што очекуваат и што имаат потреба граѓаните за такво нешто. Што покажаа тие резултати? Задоволни ли се граѓаните од... Па така, анкетата беше активна околу 20 дена, заврши пред неколку денови. Имаме 395, мислам, целокупни одговори на анкетата. Тука може да се задржиме на некои показатели, односно некои статистички информации, да ви ги презентирам јас сега како информации. И со тоа мислам дека оваа бројка од 390 број на испитаници го задоволува бројот. Ние накнадно, значи, ќе ги простудираме сите овие податоци. Треба некој период од, не знам, од неколку недели да ги обработиме сите тие информации и да донесеме конкретни заклучоци, измени таму кај што треба, на кои места треба да се реагира и во кој правец треба да ги правиме нашите понатомошни, да речеме, и возни редови, и линии, и други промени што треба да се направат. Како што спомнавме, врз основа на нашите статистички показатели во оваа анкета која спроведовме во изминатиот период, односно беше активна некои си 20 денови. Сега ќе спомнам некои од клучните прашања кои ја сочинуваат оваа анкета. Еве да речеме колку често користите јавен превоз. 27,5 од патници одговориле дека секојдневно користат јавен превоз, неколку пати во неделата исто 27,7%, неколку пати во месецот 17%. Исто имаме прашање за кои цели најчесто го користите јавниот превоз. Имаме 36% дека го користат за работа, 60% за училиште, секојдневни обврски од 36 скоро проценти и така. Други прашања на кои се задржавме, како го оценувате нашето искуство за користење на јавниот превоз. Имаме дека задоволен 43%, малку задоволен 19%, воопшто не сум задоволен од 9%. Да не се задржуваме детално, имаме и прашања за колку, дали сте задоволни од хигиената од автобусите, дали сметате дека е потребно да се воведат нови термини во јавниот превоз, исто така, дали сте задоволни од квалитетот на административните услуги во нашето јавно предпријатие. Тоа се показатели со цел ние да ги добиеме конкретните информации и со тоа да преземеме мерки конкретни, каде што треба да се исправиме, каде што грешиме, каде што треба да ги прифаниме барањата и, не знам, одлуките што се како информации дадени повртни од граѓаните кои веќе користат јавен превоз, да се задржиме или да направиме промени таму кај што не се возат патници ради тоа што има некој пропуст, дали во возен ред, дали одговара на нивната потреба. Да, точно така. Значи ова се, јас би кажал, одлични информации со цел каде ние треба да се коригираме, каде треба да додадеме, каде треба да направиме измени, се со цел за да му возможиме и да му одоволиме на граѓаните за што почесто го користат јавниот градски и приградски превоз. Значи наредните насоки ќе бидат токму од оваа сондажа на мислењето на вашите патници. Директоре, во каква кондиција е возниот парк? Знаеме дека веќе отплатата на возилата кои беа набавени завршува. Значи ли тоа дека предпријатието ќе биде подготвено и за набавка на нови возила? И што во делот на екологијата, може ли да се размислува и за набавка на електрични автобуси? Така, значи како што спомнавте, ние при самото основање на јавното предпријатие, набавивме 4 нови автобуси, тие се со цел за градски линии,
односно за користење во градските и приградски услови. Да, точно е дека при купувањето на автобусот беше земен и лизинг кредит на 5 години, значи веќе 3 години имаме отплатено од самиот кредит. Секој месец редовно се сервисираат ратите и имаме уште 2 години за доисплата на тој кредит, односно доисплата на возилата што веќе претходно беа купени. Оваа година планираме, бидејќи секоја година нели ни се зголемува бројот на патниците и веќе ни идуваме на проблем кај што треба да ги задоволиме потребите на граѓаните, односно се ствараат и гужви. Понекогаш и имаме и поголем број на патници во самите возила од тоа што нели има како дефинирани бројки за самиот превоз во одредени возила. Ова година планираме да набавиме едно возило наменето исто за градски превоз на патници, односно над 50 до 70 луѓе би можеле да се возат дополнително со тоа возило. Во делот на набавка на електрични возила, мислам дека тоа би беше целата на прашањето, за да се запазат еколошките услови во градското и приградското подрачје. Моментално, ние како јавно предпријатие не размислуваме за набавка од тој вид на возила. Пред се бидејќи тие возила се, да речеме, 2 пати поскапи од овие сега што се на дизел гориво. Така. Тоа е еден сегмент. Друг сегмент е бидејќи има најава од владата на Република Македонија за да ни достават неколку возила електрични. Тоа нема да го опфати само градот Скопје, бидејќи има најава од владата. Се очекуваат и јавното предпријатие Кавадарци да добие такви возила. Да. Тоа би било сепак добро и во делот рековме и на екологијата, меѓутоа и на потребите за зголемениот број на патници редовно да одговорите на барањата. Така, во тој сегмент ќе почекаме да ги видиме условите кои што треба да се исполнат, па после тоа да размислуваме за друг тип на набавки. Директор од анкетите, добивте барања на граѓаните кои линии треба да се претрпат промени или да се воведат дополнителни линии, што во таа насока ќе одговорите ли на таквите побарувања? Значи вака, ние претходно размислувавме, односно ова е жива материја кај што почнавме како со, да речеме, 10 линии, сега во градската линија имаме 23 обраќања, 11 од страната на Вача, 12 од страната на Сопот, исто во сите приградски места и во делот на меѓуопштинските линии, тука се Росман и селата во општина Росман и линијата со Неготино. Имаме од 4 до 5 пати обраќање секој ден од понеделник во петок, сабота и недела се рестриктирани тие обраќања како официјален возен ред на нашето јавно предпријатие. Како што спомнав, врз основа на анкетните податоци и врз основа на тоа што ние како го согледавме и претходно како јавно предпријатие, ќе претрпат измени, односно тоа ќе бидат со претходни најави. Планираме во градската линија да се воведат неколку, како јас би кажал, експресни линии, односно нема да се задржува толку околу 45 минути сега не е линијата од точката А до точката Б кај што треба да стигне. Тоа би значило едно 15 до 20 минути побрза линија и тоа би значило дека, за пример, таа линија би се одвивала, да речеме, од Ваташа до центарот и потоа би продолжила до Сопот. Тука ги заобиклуваме неколку други постојки кои што претходно нашата линија оде до гранична полиција па се враќа назад и тоа е една од, да речеме, барањата што и до сега често ги добиваме од граѓаните, бидејќи на некои локации за да стигнеш од едно на друго место би требало повеќе од 30 минути за да стигнеш. Со овие неколку вакви експресни линии во ударни термини, па извадени врз основа на статистиката, мислам дека би угодиле на граѓаните и би се зголемил бројот на патниците. Споменавте дека ќе се воведат експресни линии, а дали значи дека постоечките линии кои што ги имаме ќе претрпат и проширување на одредени локации пошироки од Кавадарци?
Токму тоа, значи, ние исто така планираме не само што ќе направиме измени во траката по која се движат ова за градската линија што сега разговараме, туку да се опфатат и делови кои до сега не се опфатени со градскиот превоз, а има барање од граѓани. Еве тоа е да речеме како делот кај реката Луда Мара, односно таму имаме автобуска постојка на Таска. Фабриката Таска, така. Точно, тоа е една локација. Друга локација која често се спомнува и се бара од граѓаните е да се опфати делот со улица Дисанска, односно кај градскиот стадион, нека да размислуваме да се направи автобуска постојка. Исто во индустријскиот дел кај Жито Јук и уште неколку други локации кои што треба, значи, точно да ги дефинираме. Битно, ние ќе направиме проширување и во делот кај што сега е неопфатен со градски линии. Кога говориме за работењето на градски превоз, покрај овие градски и приградски линии, дали работите и на превоз на останати патници, се мисли тука покрај учениците и на спортски клубови и други институции кои што имаат потреба од превоз? Па да, тоа е наше секојдневие, односно, еве ќе ви кажам дека во 25-та година имаме над 350 спроведено такви дополнителни, односно слободен превоз на патници. Од прилика по број на извозени патници тоа би дошло од 8 до 9.000 патници, што само го користат ние како услуга јавно предпријатие, го даваме за слободен превоз на патници. Тука спаѓаат спортски клубови, други владени и невладени организации, не знам, па и да речеме физички лица. Со сето тоа, значи, ние како го комплетираме еден круг на нашите сервиси, односно услуги што ги даваме како јавно предпријатие. Исто тука ќе спомниме дека во овој превоз, слободен превоз, ние од пред 2 години имаме меѓународна лиценца за вршење на меѓународен превоз на патници. И тука имаме некои одредени тури, односно вакво што се реализираат во текот на годината. Директор јавното предпријатие Градски превоз од самото основање континуирано работи на воведување на различни новини кои што го модернизираат работењето. Што е следно на што планирате да се насочите, а целта е нели граѓаните да добиваат поквалитетни информации, например што во делот на дигитализација, што во делот на нови постојки, какви се плановите за ова 26-та година? Така. Значи, ние како јавно предпријатие, баш пред неколку денови исклучивме договор за дигитализација на автобуските постојки. Мислам дека 8 локации ќе бидат опфатени во прв чекор, односно како прв дел, после тоа планираме втори и трет дел, кај што би направиле целосна дигитализација на сите автобуски постојки. Тоа што значи? Значи дека на самата автобуска постојка ќе има крупен дигитален монитор, каде што делот тој, 1/3 да речеме од делот на тој дигитален монитор, ќе се прикажуваат линиите кои треба да поминуваат, односно за колку време би пристигнал автобусот за одредена локација. Тоа ќе биде реално време. И дестинација. Тоа ќе биде реално време, поврзано со нашиот GPS систем и системот што сега го користиме како концепт за автобускиот превоз. Дел од тој монитор би се искористил и за рекламирање, односно како и до сега што имаме брендирање на возила, тие сите работи, да го искористиме еден дел од тој монитор за таква намена. Тука би спомнал дека на секоја автобуска постојка ќе биде покриена со видеонадзор и работиме на тоа да на секоја таква дигитализирана автобуска постојка има бесплатен интернет моментално докато чекаат патниците да користат бесплатен интернет. Во делот на наплаќање се размислува ли нешто пософистициран модел на наплата или? Во делот на наплатата во самите возила, ние од самиот почеток, значи при креирањето и отпочнувањето со работа со
нашето јавно предпријатие, имаме целосно дигитализиран систем. Тоа значи дека имаме целосен увид и контрола. После тоа, за да вадиме и статистики, да знаеме каде треба да скоригираме, каде треба да додадеме, односно се врши наплата во самиот автобус со персонализирани картички. Исто така тук се офатени и картичките што ги користат пензионерите, картички за ранливите категории, картички што ги даваме за превозот на деца, и во тој дел од самиот почеток сме целосно комплетно дигитализирани. Измената која сакаме да ја направиме, и тоа ќе го направиме, еве сега ќе го искористам тоа како најава, планираме од 1.3.2026 година целосно да го укинеме од наплатата и издавањето на карти во самиот автобус. Мислиме дека со тој чекор малку ќе ги стандардизираме повеќе работите, ќе ги избегнеме гужвите пред цело тоа враќање на кусур, плаќање на карта, вадење на карта и тој сегмент. Тоа што би значило? Тоа би значило дека во автобусот повеќе нема да се издават никакви карти. Што ќе значи ова, директоре, дека кеш пари нема да се наплаќаат на автобусот? Значи ли растаретување на гужвата при самиот влез на патниците и дали ќе може сепак да плаќаат со платежни картички? Да, во нашиот систем, значи во секој автобус има дигитален апарат кај што може да се врши наплата со платежни картички, значи ги избегнуваме оној претходен, да речеме, постаромоден начин во секој автобус имавме пред тој посттерминал. Сега на самиот уред може да се врши наплата со платежна картичка и единствена работа што може да се купи во автобусот ќе биде предефинирана картичка со, да речеме, одредена сума, кај што таа картичка после тоа може, од кога ќе се истроши тој кредит што ќе биде предефиниран со самото купување, да се надополнува таа картичка, значи не се фрла, не е за еднократна употреба, во местата каде што имаме склучено договор за да се врши надополнување. Се врши надополнување или купување на такви исти картички од пластифицирани, персонализирани и неперсонализирани. Кога ќе почне оваа новина во пракса да се применува? Па ние сме комплетно готови како системски за оваа нова работа и мислам дека ќе најавиме уште еднаш официјално, меѓутоа датумот како 1.3.2026 година го даваме како репер за да се направи оваа измена и да нема повеќе наплата и вадење на единични карти во самите автобуси. Проговоривме, директоре, за работењето споредено со претходните години. Статистиката покажува зголемување на бројот на патниците. Ги опфативме сите новини кои планирате да ги воведите, се со цел како сугестии од граѓаните. Што ќе препорачаме за крај до нашите гледачи граѓаните, ваши корисници на услугите? Така, значи, ние ви препорачуваме, односно јас како директор на ова јавно предпријатие, граѓаните да продолжат да ги користат услугите на јавниот превоз, на градскиот и приградскиот превоз. Ние сме тука да ги сослушаме, да одговориме на нивните барања и потреби и се со цел во иднина на сите граѓани кои што имаат потреба да користат превоз, да им овозможиме соодветни добри услови и услови со ова сега ново што додаваме иновативни дигитални решенија, да им овозможиме олеснување на луѓето кои што сакаат да се возат и имат потреба да се возат со јавен превоз. Благодарам што прифативте да бидете дел од ТВ Објектив. Благодарам и на вашата покана. Почитувани, ова беше уште едно издание на информативната емисија ТВ Објектив на КТВ. Во изминативе минути разговаравме со директорот на јавното предпријатие Градски превоз Каладарци, Александар Ѓоргиев. Ви благодарам за вниманието, ви посакувам пријатни мигови со нашата програма.